Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска заедно со партиска делегација ја започна својата посета на Лондон, Велика Британија. Денеска Груевски со партиската делегација оствари средба со раководниот тим на една од највлијателните think-tank организации во Брисел, која што има седиште во Лондон, односно со Чарли Грант, директорот на Центарот за европски реформи, како и со извршниот директор на Центарот Иан Бонд. По посетата на Америка и на Германија, по наша иницијатива дојдовме тука во Лондон да се сретнеме со повеќе луѓе од политичкиот живот, дипломати, опиња мејкери, влијателни луѓе, за да разговараме за Македонија, да разговараме за проблемите, но и за предизвиците, стратешките ориентации и се она што е значено за нас, да пренесеме најпрецизни информации околу случувањата и околу плановите понатаму. Првата средба денеска остваривме во практично еден од највлијателните think-танкови во Брисел, чие што седиште е тука во Лондон, за кој што разговаравме за сите аспекти значени за Република Македонија, за се она што досега се случувало и како реформи и како предизвици и за се она што очекуваме во иднина да се случува и како реформи и како предизвици и како планови, развој и се она што е значено за Република Македонија. Станува збор за исклучително познат think-tank, кој што има огромно влијание на многу политичари, медиуми и така натаму, така што беше задоволство прецизно да ги информираме за случувањата во Македонија и за она што следува во Република Македонија до изборите и после изборите. Директорот на влијателната think-tank организација Чарли Грант изјави и верува дека Македонија ќе стане членка на НАТО што побрзо. Се надевам дека Македонија наскоро ќе стане членка на НАТО. На НАТО му требаат повеќе земји внатре во организацијата, меѓу другото и да се зајакне сигурноста и безбедноста во меѓународни рамки. Не гледам причина Македонија да не стане членка на НАТО што побрзо. Европската унија и британската влада многу ја почитуваат улогата која Македонија ја одигра справувајќи се со бегалците на Балканот, а која транзитира и доаѓа од Турција и Грција и преку балканските држави кон Северна Европа. Македонија имаше конструктивна улога и сите го препознаа тоа. Инаку за време на неколку дневната посета ќе се остварат повеќе средби со политичари и влијателни личности од јавниот и општествениот живот.